Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во центар на Канал 5 телевизија. Вие сте вечерва на вистинското место, почитувани гледачи. Бидејќи вечерва и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија, што минатата недела се случуваше на Скопското кале. Иако македонските медиуми го означаа Страшо Ангеловски како еден од организаторите на тие немили настани кои се случува на Скопското кале, тој тоа го демантира, меѓутоа сепак има една многу интересна приказна, бидејќи од лице место всушност гледаше што таму се случува на калето. Прво, дали вие ги организиравте комитите? Дали стоевте за тие одредени повици и групи формирани на социјалните мрежи, комитите или граѓаните кои сакаат да изразат поддршка, да изразат на црквата или музеот на калето, да се соберат пред црквата Свети Спас и организирано да одат на калето. Дали вие стоевте за таа организација? Организацијски не стоев ниту јас, ниту мојата партија, но секогаш стојам зад барањата на македонскиот народ и зад се она што македонскиот народ го манифестира. Меѓутоа, не учествува во организирањето на групата македонци кои беа таму. Очекувате повторување на 2001? Види, со ова партија, значи, сега, дуј, се очекувано. Кога тие во 2001 успеа така да изманипулираат да играат, јас се плашам дека тие се во состојба се да направат, само да ги задржат нивните фотели. Првпат имаме, ја не сум нашон пример кај што власт се бори и се тепа против власт. Значи тука во неделата власта се бореше против власта, и се можеме да замислиме како се чувствува обичниот албанец или обичниот македонец. Ако власта не е во состојба да спречи такви ексцеси на другата страна на власта, што може јас како поединец? Тоа чувство на страв го разорува секој поединец, го разорува секој граѓанин на Македонија и се поставува дилемата до каде можеме да одиме ако вака се делиме меѓу себе. И нејаснотија, што се случува? Пазете, прво покрај чувството на бес и страв имаш и чувство на нејаснотија. Она збунетост. Зошто? Чекајте сега, зошто? Што се случува? Знаете, вие имате коалицијска влада од една страна, од друга страна гледате дека политичари од двете најмоментално политички партии кои што се во власт се инволвираат во тоа. И кај вас се јавува и буквално и кај обичниот македонец и кај обичниот албанец граѓани кои што следат, нели? Што се случува? Дали има некоја задкулисна друга игра со тоа што јас не би сакала да предимензионирам, но секој човек се насетува и се потенцира дали е сега потребата да се добијат поени. Зошто не се прави транспарентно тоа што се прави? Влогот е многу крупен. Многу голем е влогот. Многу е крупен влогот, бидејќи првпат после 2001 година кога имаше страмежливи обиди, сега на националниот конфликт, условно речено, му се става верски предзнак. Знаете што? И тоа е страшно. Вулгарно и безобразно е да си играте со чувствата на верниците. Македонската јавност првпат го гледа Никола Груевски понижен во тој конфликт со Али Ахмети. Децата или македончињата или комитите беа тепани на Скопското кале, беа тепани од една структура која беше добро организирана и Груевски по првпат мислам дека е понижен пред македонската јавност. Знаете, вие ја гледате целата таа приказна од албанска страна, кој би се обиделе да ја погледнете од македонска страна, бидејќи македонците го воспримаа Никола Груевски како единствен македонски политичар кој ги напикал командантите на Дуи во Шише, сега првпат дојде да биде и степен на јавна сцена. Па видите, кога правите филмови, Роберт Редфорд може и да го тепаат и да биде тепан. Де Ниро е многу јак, па некогаш и он јаде чутек. Мислам дека и реално е ова. Не може да се прави дека во тоа кале некој победи. Не може да се прави во тоа кале дека тие Facebook дечки беа претепани или беа жртви. Не беа само Facebook дечки. Таму имаше една структура на постари луѓе донесени од општина Чајре, таму го гледавме Рамадан Рамадани. Не, за Facebook дечките, кога кажувам Facebook дечки, македонцињата кои беа сите млади. Структура околу Изет Меджути доста организирана, да не се лажиме. Па управо тука е режијата. За ова, а за Facebook дечките мислев ние тие млади деца македонциња кои не знам зошто би ишле да бранат црква. Која прави таа режија по вас? Мислам дека успешно режира цело време и Али Ахмети и Груевски. Кој беше сценариото на власта за тие минато неделни случувања на калето и кога и како во еден момент тоа сценарио почнува да излага надвор од контрола?
Кој беше сценарието? Што требаше во неделата се случи на Калето? Дали всушност тамо на Калето требаше да биде ударен крстот, да биде ударен гробот, да биде ископан гробот на тоа заедничко живење на македонците и албанците? Дали вие свесно или несвесно учествувате во тоа сценарио и дали вие свесно или несвесно сака да бидете еден од луѓето кои ќе фрлат лопата во гробот кај што ќе биде погребан тој заеднички соживот на македонците и албанците? Јас само ќе ви ги цитирам Саркози, Меркел и Камерун, председателите на Германија, Франција и Британија. Тие на Калето беа во неделата? Многу јасно и децидно кажа. Тие беа на Калето во неделата? Нивните зборови беа на Калето во неделата. Тие Значи, многу вие јасно во нивно име. Јас ги цитирав нив на Калето. Прашавте ли дали треба да бидат цитирани? Тие рекоа вака, дека дефинитивно пропаѓа проектот за мултиетнички и мултикултурен живот и општество. И вие сметате дека во Македонија тоа треба да се случи? И јас 15 години наназад говорев дека е неможен таков концепт, затоа што Македонија е и мора да остане национална држава на македонскиот народ со сите малцински права на сите малцинства, вклучувајќи го и албанското. Меѓутоа, меѓународната заедница сакаше да го подигне нивото на албанското малцинство на ниво на народ и затоа се случува што се случува. Затоа во 2001 дозволете ми само. Ќе ви дозвола. Може ли едно прашање? Да. Значи сите тие дупнати глави тамо во неделата се дупнати во име на Меркел, Саркози и Камерон? Не, тие се дупнати се во името на желбата на албанското малцинство оваа држава да биде нивниот костум. Тоа ќе рече, во желбата оваа држава да се гради по нивната мерка. Државата не може да биде костумот на Изет Меджити за да се гради по неговата мерка. Државата мора да се гради по мерката на 2 милиони и повеќе илјади нејзини граѓани. 10 години после конфликтот 2001 година. Или ви е смешно вакви работи да кажувате? Воопшто не ми е смешно, мене ми е тажно кога морам да ги кажувам. Македонија помина еден болен процес 10 години. Значи на генерација на луѓе ќе се раѓа и ќе се развива со тие фрустрации кои ги донесе конфликтот 2001 година. Да не одиме понатаму да гледаме Босна што се случува, да гледаме што се случува во Србија, се случува овде и кај нас. Значи се случува деца на возраст од 15-20 години да се развива со една апсолутна тоталитарна свест, да не го сакат комшијата, да не го сакат тој што е различен од нив. И ако сега на тие деца им сервираме нова порција на тоталитаризам, на нова порција дека ние не можеме да живееме заедно со албанците, за какви изгубени генерации ние ќе говориме во наredните 10, 15 или 20? Дали вие сте спремен да ја понесите на свој плик и таа одговорност? Тоа е апсолутно голема одговорност. Погрешна ви, страутно погрешна е вашата теза, затоа што македонските дечиња на секој начин се подготвуваат за заеднички живот со секој што живее во оваа држава. Ами македонските морам да ви кажам, уби го шиптерот, не е точно. Не е точно. Одеа по нерези, морам да ви кажам вака. Го знаете ли мотото со кое вахабистите и муџахедините тргнаа во војна уште пред 15 години овде на Балканот? Јас ќе ви го кажам. Нивното мото, зборуваме и за овде во Македонија. Нивното мото е Vita mea mors tua, мојот живот, твоја смрт. Нивното мото не дозволува компромиси и не дозволува соживоти. Нивните деца се воспитани да ги убиваат и да ги тепаат македонските дечиња. Зошто некој на овој конфликт на Калето упорно настојува да му даде верски контекст? Лјупче Груевски остави крстот на водно после 2001 година. Никола Груевски сега сака да стави црква на Калето. Не мора да се вика црква, може да се вика музеј. Меѓутоа треба да личи на црква. Како ние да се надпреваруваме, прво внатре во рамки на таа десница, а подоцна има македонскиот етнос, кој повеќе ќе означи територија дека е наша? Означувањето на територии не е нешто што соодветствува со времието. И трета работа е што не смееме да дозволиме религиски символи да бидат основа на нечија или на некој политичар, така малце благо да кажам, на некој политичко владење. Затоа што јас и често пати знам да го потенцирам тоа, дека религијата сепак треба да си биде надвор од институциите на системот. Сега се користи. И не сме да се користи во политички цели. Извинете, може би прегрубо ќе звучам, меѓутоа вулгарно е да инволвирате религија во политика. Кога се инволвира религија во политика, религиски прашања се мешаат, тогаш секогаш имате крв до колена. Споне Ким ги гледавме овие снимки минатата недела што случува на Скопското Кале. Имав чувство дека заменик министерот за внатрешни работи господинот Буче се однесува како избацивач во диско клуб.
Па може би за мене кога не бил добро информиран дека ова влада сака да изради на диво црква за да ја фати сопствената одлука за после да може да ја легализира за 1 евро метар квадратен. Но при Значи тоа црквата мислите, односно музеот треба да влезе во таа владина политика. Треба да влезе во таа владина одлука како диво градба да може да се легализира после за ефтина цена. Ние мислиме дека хациендата на директорот на Јавна безбедност требало да биде Не само тоа, не само тоа. Ова влада е иницијатор на изградба на диви градби и со тоа заборава дека она еден ден можда ќе докаже тоа што го велат некои непријатели на Македонија, дека целата Македонија е дива градба. Дека целата држава е дива градба. И можда и цела Македонија ќе треба да се легализира за по 1 евро метар квадратен. Некаде во Обединетите нации, например. И во оваа игра јас мислам дека Дуи многу тешко се снаоѓа, оти не дека таа нема искуство за диви градби, но не знае дека тие на тој начин се градат и со таа брзина и затекната. И уште повеќе што Мислите дека Дуи е затекнато целата работа? Па јас дури мислам дека гревота е да ги напаѓаш овие од Дуи, оти нив за никој за ништо не ги прашува. Тие се чувствуваат како победници на калето минатата недела. Тие се тука најтешко се поразени. Оти тука се докажува еве што дека шверцерите ги победиле комитите Дуи. Чекайте, сакате да ви кажам сега? Или ќе ми кажете? Ако сакате да еве да ви кажам победник, тоа е чувството кое го манифестира. Кој се чувствува како победник? Дуи. Ама тие се чувствуваат, може да се чувствуваат како победници, но во мои очи тие се тука најтешко поразени. Еве зашто. Што поразени? Оти еве зашто. Оти ако погледнете Дуи функционира као граѓанска организација, невладина граѓанска организација. Тоа што не може да го спречи во државните институции, таму каде што е делегирана од народот, таа излегува на улица и го повикува народот. Таа не е да повика народ. Таа е во владата, во државните институции да спроведе програми за кои се изјаснила пред граѓаните. И таа функционирајќи вака, час као невладина организација, час као владин коалиционен партнер, докажува која е улогата на една вазалска партија, која што дури, јас мислам дека Груевски да почне да им изгради црква тамо до седиштето на партијата во Речица, тие тоа ќе го дознаат од весници. И ако е таа владина партија, тоа стварно би било ужасно. Јас им повеќе пати сум некој. Не е лоша таа идеја да ми изгради на црква до Речица. Мислам дека Паско Кузман ова ако гледа сериозно ќе го прифати. Јас мислам дека Паско ќе открие дека не знаме дека Менада е откриена во близината на Речица и така натаму. Наивен, тој и најлесно може да изгради црква до седиштото на Дуи, од тие тоа го дознават подоцна од што ние што сме надвор од владата. Значи, вие сега да кажете, ако вие не пишувате, ако не пишат албанските медиуми, ако не пишат македонските медиуми, Дуи нема да знае дека ќе би изградат црква до седиштето на Мала Речица или додам чекор понатаму. Значи, разбуди се невладината организација, по вас има поголем легитимитет отколку што има Дуи. Па тие се побудни. Затоа се разбуди се. Дали некој минатата недела на Скопското кале сакаше 2 метра подземје да го закопа тој модел на заедничко живење меѓу македонците и албанците? Имаше ли инциденти со вас? Зошто уопсен прво да речеме подпредседателот на вашата партија? Инцидентот беше за среќа, инцидентот беше избегнат. И инциденти со вас, дека сте биле на работ на одреден инцидент. Што се случува тогаш? Значи, јас со оние 7-8 луѓе кои беа присутни на пресконференцијата, се наоѓавме на платото кај црквата Свети Спас. Наеднаш исто така со дозвола на полицијата во која беа присутни етнички албанци, се појавија од сите страни групи од по 30, 40 и 50 албанци вооружени со цигли, со камења и со оружје. И тие направија едноставно ѕид околу нас, се повлековме до ѕидот на блиската кафеана и почнаа да се користат, ајде да речам, жардинјери и останати. Значи беше фрлано по вас, значи беше напаѓано кон нас. Така, и дури кога дојде македонската полиција, командирот или не знам кој беше Збориме за обичната или за специјалната полиција, која повика да се постави кордон, бевме излечени од таму и така заврши таа можност да дојде до вистински инцидент, кој дефинитивно можеше да биде иницијална каписла за нешто многу подлабоко и посериозно. Еве што ќе гледате после рекламите, почитувани гледачи. Ексклузивно
Кои се луѓето и тајните групи кои се наоѓаат во позадината на последните случувања на Скопското кале? Едно добро организирано сценарио зад која, како што ве велите, стои една мала исламистичко-вахабистичка група, така ли да ве разберам? Која полека презема една политичка партија на албанците, Која партија? ја презема, ако сакате, и исламската верска заедница во Македонија, која полека навлегува во граничната полиција на Република Македонија. И денес во воздухот останува да лебди дилемата дали полицијата која првично интервенираше за средување на тие состојби на калето беше доминантно албанска полиција. Што се случува со тие деца? Вие бевте на калето тој ден, подосна како што се информации сте биле повлечени во еден кафич или во една винотека некаде 100-200 метри од калето во старата Скопска чарша, меѓутоа имавте своји луѓе на лице место и можете да дајте одредена оценка што се случуваше на калето тој ден некаде околу 13-14 часот. Јас точно знам што се случуваше, беа некаде не повеќе од 70 македонски деца. Зборувам за деца. Значи 60-70. Да, значи зборувам буквално за деца, затоа што најмладото од нив имаше 13, највозрастното некој 24-25 години. На спротивната страна дојдоа возрастни луѓе, дојдоа луѓе вооружени, дојдоа луѓе подготвени за битка. Македонските дечиња беа дојдени таму да дадат поддршка на среќно или несреќно изградениот објект. Значи не навлегуваме тоа, но македонските деца беа дојдени за тоа. Македонските деца, за жал, беа како во трло воведени меѓу ѕидот од калето и оградата од другата страна, беа воведени од македонската полиција во која припадници беа албанци. Значи има 60 македонски деца, комити, на возраст 14 од 22-3 години. На другата страна, велите, има организирана група. Колку луѓе брои таа организирана група по вас? Секако негде околу 7-800 луѓе. Значи некаде 10 на 1 беше соодносот. Точно така. И се што се случи? Значи полицијата, по оние снимки кои јас ги гледав, ги спроведува комитите према долниот излез од калето, доаѓаат во една многу непријатна, неприродна позиција, од една страна зид, од друга ќорсокак, на некој начин, набиени како што вие велите во трло, и од една штолпата почнува, ова албанска толпа почнува да гаѓа со камења по нив и да ги напаѓа. И таа толпа и беше дозволено да ги нападне македонските деца од полицијата, Како од може? припадниците на полицијата кои беа од со албанско потекло. Значи вие сметате дека полицајците кои се таму некаде 30-40 на број се со доминантно албанско потекло? Сите до еден. Значи, јас имам податок дека сите до еден беа со албанско етничко потекло. Дури кога дојдоа македонските полицајци, вие гледавте на снимките дека за не повеќе од 30 до 40 секунди толпата се смири и работата заврши. Дека тука веќе едно добро организирано сценарио зад која, како што ве велите, стои една мала исламистичко-вахабистичка група, така ли да ве разберам? Една исламистичко-вахабистичка група која полека презема една политичка партија на албанците, која полека ја презема, ако сакате, и исламската верска заедница во Македонија, која полека навлегува во граничната полиција на Република Македонија, значи исламистичка, вахабистичка група која полека пушта пипци во сите пори на македонското општество и македонската ова се сериозни обвинувања. Затоа организацијата на тие, условно речено, мирни протести од албанска страна или одредена дебата која треба со историчари се прави, стои невладината Разбуди се. Значи првиот човек на невладината организација Разбуди се, господинот Груби, е вработен во холандската амбасада. Значи во блиски релации, тоа не може да се крие со партијата ДУИ, посебно со градоначалникот на општина Чаир, господинот Меджити. Интересно е дека токму господинот Меджити се јава како фронтмен на сите процеси кои ДУИ ги прави во Скопје, бидејќи ДУИ го има изгубено Тетово, го има изгубено Гостивар и главно својата политика спровода преку општина Чаир. Странските амбасади сугерира дека во општина Чаир, не велам кај градоначалникот тука, во општина Чаир е многу присутно тоа исламистичко, ајде да речеме вахабистичко движење, и тоа дава еден шлагворд поприлично интересен на целата оваа работа. Згора на се, сам велите дека предводникот на таа толпа е вработен во холандската амбасада како политички советник,
Знаете дека таквите советници претежно работат за тајните служби на одредени држави. Па го прогласи личност Значи, на годината, ако не се лажам. Значи, можеме да речеме дека и дел од тајните служби, може би и служба лоцирана токму таму на Калето, имаат учество во сето ова, дел од тајните служби работат со вехабистичката група во Република Македонија. Дел од тие тајни служби го знаеа сценариото што требаше И го искористија. И го искористија. И излезе работата надвор, условно речено надвор од контрола. Може би е добро што јас бев присутен таму, за да денес добијаме можност преку медиумите да ја кажам вистината. Оти малкумина во оваа држава се осмелуваат да го кажат ова што јас денеска ви го кажувам вам. Господин Ангеловски, вие бевте таму. Имаше ли одредени инциденти со вас? Бидејќи по она што го гледам, еден од вашите членови на партијата е уапсен поради носење на огнено оружје. Беа уапсени некаде 15, 16, 17 припадници на групата Комити. Не беше уапсен ниту еден од албанците кои маваа и кои всушност бе иницијатори на почетокот на целата таа харанга. Вие бевте сведоци преку она што медиумите го прикажа, а јас бев лично сведок дека хулиганите од албанска страна кои крвнички удираа по македонските деца и доколку беа фатени од македонските полицајци, беа ставани во полициските джипови од едната страна, од едната врата, од другата врата веќе беа испуштани за да си одат. Вие бевте сведоци дека заменикот министер ги симнуваше лисиците и ги ослободуваше деликвентите и хулиганите. А највоинствените од комитите беа уапсени. На некој начин да бидат обезглавени децата. Беа уапсени, беа држани по 24 часа во полициските станици. На многумина од нив им било сугерирано да кажат дека имаат врска со Тморовеп и со мене лично. Многумина од нив биле испрашувани какви им се врските со мене и со Тморовеп, за да некој си ја симне вината од себе и ја накалеми вината на некој друг. Веројатно најпровокативната дилема во Одисија за мене, дали вахабистите или исламистите се толку мокри, се толку силни, што имаат своји лостови и своје влијание и во пограничната полиција на Република Македонија. Тоа покажува дека тоа бил многу добро осмислен концепт. Целиот проблем меѓу македонците и албанците се прикаже во верска конотација. Јас би рекол вака, не постојат такви структури во Македонија, вахабисти или не знам како поинаку ги нарекуваат, туку постојат криминални структури, тесно поврзани со партијата ДУИ. Мислите дека и овие вахабистички структури се криминални, тесно нема поврзани? Нема вахабистички структури, има криминални групи, тесно поврзани, кои што сакаат, подпомогнати и под некои државни структури, да се прикажат овие проблеми дека се верски. Кога разговарате со странските амбасади во Скопје, тие посочуваат три форми на албански криминал кој во моментот функционира на територијата на Република Македонија. Тој е тој царински криминал кој се врзува за Мендохтачи, тој е тој командантски криминал кој се врзува за Али Ахмети и тој така наречен исламистичко-вахабистички криминал кој повторно лебди околу партијата на Али Ахмети. Па дури мислам дека ДПА на терен, посебно по селата, Кумановскиот, Липковскиот дел и така натаму, Срушкиот дел, има многу повеќе проблеми со тие структури отколку што има со самиот ДУИ. Овој криминал што го посочивте не е албански криминал, тој е државен криминал, кој што сака да ги прикажат албанците дека се вехабисти, дека се екстремисти, знаејќи дека меѓународната заедница е многу осетлива, значи на сензитивна на ова. И комбинација... тука сакаат да ги етикетираат албанците и да прикажат дека албанците имаат верски проблеми. Пак ќе се навратам на тоа. А не национални реални проблеми кои што постојат во Македонија. Сега направена е на комбинација политичка која е многу чудна на марксисти, ленинисти и условно речено на вахабисти. И тие функционираат на некој начин многу блиски до партијата албанска на власт. Македонската страна, било да е СДС, било да е ВМРО во овој случај, знаејќи ова структура на ДУИ како е формирана, знаејќи ги колку се они уценети и тешко навлезени во криминал и корупција, они многу вешто го користат тоа. Не треба да го отфрлиме фактот, почитувани гледачи, дека во двете владеачки партии си има по некој Вујко, по некој Ибар, по некој Стрелец. И тие структури кои постојат во тие две партии, веројатно настојуваат сето тоа сценарио што се случуваше на Калето да го искористат за свој антимакедонски цели. Луѓе кои се разбират во овие работи велат дека не треба да го забораваме фактот дека во двете партии, зборам за ВМРО ДПМН и за ДУИ, си има разни мами, разни стрелци, разни вујковци кои можеби токму го искористат тој момент. Сега од позадина да спроведат одредена агенда
кој не е во интерес на македонската држава, од тој инцидент да направат нешто многу покрупно, одеднаш тој инцидент излезе од контрола. Точно се гледаше која е стратегијата на ВМРО, која е стратегијата на ДУИ, и одеднаш ние во неделата видовме дека двете стратегии на теренот беа изгазени и се направи одредена друга стратегија која требаше да покаже дека македонците и албанците не може да живеат заедно. И тоа е најпогубното нешто што се случи таму и ние свативме колку сме ранливи всушност кој држава, кој одредени елити, интелектуално, новинарски, аналитичарски, политички, така и одма се заземаа страни, се дели, имаш различни погледи врз светот. Види, као инцидент, неделниот не е инцидент кој стварно нас не фрли као држава во депресија или па не ги истензионира меѓуетничките односи. Јас знам дека таму по Facebook и по социјалните мрежи има беше таму кланица. Значи по социјалните мрежи беше кланица. Ама таа кланица е присатна на секој наш стадион кога се мешани екипите кои играат. Значи не е тоа ништо страшно. Страшно е што тие елементи негативни кои се во двете структури работат координирано на некој начин преку некој центар. И тој центар ако е дисфункционален со институциите, тогаш веќе имаме проблем затоа што некој сака да те руши однатре. Тука имаше центар очигледно, значи ние не треба да бидеме наивни да негираме. Тука постоеше центар кој едноставно како да координираше дел од своите структури во структурите на двете големи партии. Затоа се случи тоа во неделата. Не, па тоа е загрижувачко, затоа што тие два дела од една иста структура функционираат паралелно со институциите од системот. Ние во недела таму имавме и полиција, и специјалци, кога специјалците и министри, специјалците кога се вклучија стана дел од судирот специјалци, значи не од решението. Кога институциите таму интервенира на начин како што треба, двете страни се издвоија, немаше конфликт. Истите институции да интервенираа малце порано, сето тоа немаше да се случи. Значи некој сакаше да се случи. Апсолутно некој сакаше да се случи, немаше тоа да се случи некој да не сакаше. Значи имавме јавно изјавени термини, најавени термини кој кога ќе биде таму. Значи некој сакаше тие две структури да се судрат во исто време на исто место и да стане тоа што стана. Знаете, ние забораваме дека Али Ахмети некаде пред еден месец почна да ја напушта својата мирољубива политика и мирољубиви пораки кои беа испраќени до албанскиот електорат. Тој во вчера имаше одредена политичка изјава дека Македонија не е Тетово или Скопје, туку ова влада работи над просторот на цела Македонија. Тоа беше сватено ко силно приближување до ВМРО ДПМН. Меѓутоа 2 недели подосна во рачинови оддел од Кумановските села Али Ахмет излезе со една многу интересна политичка порака која гласеше, да ја парафразирам, дека ние или заедно ќе ја градиме Македонија или заедно ќе ја срушиме Македонија. Тоа покажува дека Али Ахмети се случува некое благо ретерирање, поместување од одредени позиции. Јас би сакал да ја прашам што се случува кај Али Ахмети, кој е концептот на Али Ахмети? Прво не може да се извади тоа целиот општествен контекст. Што се случува? Се случи Ајден, се случи така. Па не реагираше Али Ахмети заедно. Значи интересно, Али Ахмети уопште немаше ни знак на поддршка према Ајден. Апсолутно не викам дека он реагираше заедно, него се случи Ајден. Се случи и други работи кои реално укажуваат на тоа дека Македонија е влезена во поинтензивна предизборна кампања. И Али Ахмети сака да се реконсолидира меѓу својот електорат. Електорат кој според анкетите укажува дека 80% не е задоволен со начинот на кој владата ги третира, па не е задоволен со поединечни министри, значи он мора да се врати до тој електорат кој очигледно е незадоволен со начинот на кој ВМРО ДПМН се однесува кон нив. И во такви констелации он мора да се врати, да се покаже дека тој е тој. Дека тој е командантот. Да, дека тој е командантот и дека тој може да удри на Астал, да му удри на Астал на Груевски. Со изјавата на заменик министерот за внатрешни работи господинот Бучи дека тој за својата работа одговара само пред Али Ахмети, Никола Груевски, македонскиот премиер, полека се наоѓа во улогата и во коџата на поранешниот премиер Хари Костов. Господине Кимовски, прв пат го видовме Никола Груевски понижен на некој начин во неделата на Калето, бидејќи комитите кои ги испрати таму беа истепани од луѓето на Али Ахмети. Па тоа е жално. Човекот, он мислеше дека ова му е праќа пред Социјалдемократскиот сојуз, ги праќа или не знам пред професорите на универзитетот, кај што се тоа фини луѓе, софистицирани. Тој не очекуваше дека ќе му се случи ваква работа и евидентно дека беше срам и за него, срам беше и за полицијата.
полицајците или се чудеа што да прават со радиостаницата, или пак се влечеа како успорени снимци таму тие специјалците, што тоа беше една сериозна бламажа и за полицијата и за државата, и мислам дека човекот си игра со оген. Бидејќи Никола Груевски беше воспиран од македонците дека човекот кој ги има напикано во шише албанците, кој го има искршено кичмата на Али Ахмети и прави што сака со албанците, и тоа им предизвикуваше одредено чувство на гордост кај македонците, посебно после тие рани 2001 година. Во неделата прв од македонците сваќа дека Никола Груевски можеби не е таквиот вожд како што тие го доживува по својата перцепција. Па ова беше само прашање на ден кога ваква работа ќе се случи. Второ, јасно се укажува дека ако Никола Груевски некоја акција нема однапред испланирано, дека тој на дневна основа не знае да се снајде и не знае да реагира, и очигледно дека овде се изгуби, дека и албанците, односно Али Ахмети, Бучи, не знам кој, го поразија тотално. Бидејќи Бучи сега дава изјави кои што даваше Буџаку за Хари Костов. И ако се анализираат клучните причини за поразот на СДСМ, некаде има голема разлика измеѓу Хари Костов и Никола Груевски. Овој е опасниот кој што ја строи владата, кој што му поднесуваат рапорт, сите и така натаму. Ова јас мислам дека подобро да се фати за уво да се тресне од земја. Кој како ученичиње ги испитуваше. Овој му нанесе како ученичиње му нанесе таков срам кој што јас не знам како ќе го голтне. Бидејќи сега нема маневарски простор Никола Груевски, или ќе мора да го менја Бучи, или да растура коалицијата или да растура коалицијата. А во сегашна ситуација Никола Груевски е зависен токму од Али Ахмети. Значи сите тие приказни дека всушност Али Ахмети е те пишчето по кое гази Никола Груевски, полека паѓа до вода, и како му паѓа рейтингот на Никола Груевски, тој станува се позависен од Али Ахмети. Знаете што, вие можете да се однесувате надмено, вие можете да газите некој покрај вас, вие може некој да ви кјути, али не значи тоа дека он задоволен од вас и дека првиот момент кога ќе има шанса тој ќе ви се реваншира, односно ќе окрене својот глас. Тоа се случува и со владеачката коалиција на ДУИ и ВМРО-ДПМН. Буквално ДУИ и министрите, целата политика на ДУИ досега ќутат како риби во аквариум. Ова е прв пат тие да го кренат гласот, и тоа многу сериозно. Мене ми е жал што, како да кажам, расчистување на некои сметки или некои будење се прави на штета на некои деца кои што им се скршени главите или на озовривање на меѓуетничките тензии. Значи прв пат ДУИ чувствува дека Никола Груевски е слаб на терен. И затоа веројатно одлучува да ја преземи таа акција. Бидејќи се додека тие чувствува дека Никола Груевски е многу посилен од тоа што сега го имат проценето, тие беа мирни, тие беа кротки, тие му се подведува на политиката која водеше Никола Груевски. Да, па нити може да собере луѓе колку што тој претпоставува и може да ги собере. Тоа се покажа на многу места, тоа се покажа со неговите митинзи, нити пак веќе и полицијата или другите институциите толку му се лојални како што тој некогаш се очекуваше, и тие сеја страф и трепет меѓу граѓанството. Колку минатата недела на Калето Македонија се наоѓаше на еден чекор пред еден многу поголем конфликт. Прв пат после 2001 година мислам дека се појави стравот. Значи ако првата фаза е бес, и ако најчесто тој бес се врза за партијата која е десно ориентирана, која ги поттикнува тие процеси, не знам, ќе ги утепаме албанците, ќе ги избркаме таа страна на Вардар, ќе им направиме тоа или ова, тоа е прво нечи појавување на бес. Не знам, они ќе сакат бурмали џами и тоа ќе нас предизвикува бес. Тие ќе го рушат објектот на Калето, тоа ќе нас предизвикува револтен бес. И тој бес обично се врза за ВМРО-ДПМН. Втората фаза веќе е која фаза на рационалност. Кога почуваме прв пат после 2001 година се плашиме дека можеби да не се случи повторување на 2001 година. Обично таа рационална страв се врза за СДСМ. И како двете партии ќе ги исконтролират тие мантри и тие емоции на јавноста и на електоратот, веројатно ќе зависи во многу кој ќе победи на евентуалните предвремени избори. Така доколку имаме. Доколку има, се разбира. Да не прејудицираме. Токму така и да не. Меѓутоа она што е значено во контекст на вашето прашање. Токму дека првиот начин на емотивна реакција беше бесот, кој што потоа го канализиравме на некој начин во страф. Да не ни се повтори, бидејќи нормално дека не сакаме негативни работи да ни се повторуваат. 2001 знаеме што ни се случуваше. Се чувствува таа загриженост, госпоѓа Станевска. Се чувствува таа загриженост во целата интелектуална, не само интелектуална елита. И кај обичниот народ. Кај обичниот народ, јас гледам еве меѓу моите студенти, значи веќе се поставуваат прашања што доколку се случи. А посебно со тие, ајде да речам, етноцентрички и национални побуцнувања и потикнувања од типот на социјалните мрежи. Јас искрено
можеби вулгарно ќе звучи, меѓутоа се згрозив од начинот на кој што да ги запалиме, да ги заколеме. да ги Дури повторно оние, знаете, постулати од типот уште пред 2001 што подбуцнуваа етноцентризам, гасни комори. Знаете ли вие што значи да некој млад човек, еве конкретно студенти кои што јас ги имам како нели пријатели на Facebook, кога прочитав кај нив такви флоскули, јас се запрашав себе си како морално јас ги едуцирам. Кога може да посака смрт на некој друг. Ако ви ги гледате трите точки кај што Никола Груевски беше најсилен, ја темелеше својата власт, а тоа е целосна контрола на медиуми. Тоа веќе го губи со А1 телевизија, затоа ги прави тие упади во А1 телевизија. Тој е македонскиот политичар кој ги напикал албанците во шише, му се покажува дека не е баш така, и тој е македонскиот политичар кој им рекол единствено не на странските држави, и тоа се покажува дека веќе не е така. Тогаш Груевски има мал маневарски простор и мора да ги исценира овие христијански војни против муслиманите, бидејќи само тоа му останува денес. Управо тука е проблемот. Проблемот е со сите порази што ги има внатре. Да почнеме од економските. Тој веќе не збори за економија. Ама тука е проблемот, дека он мора да прикрие. Дека владата мора да прикрие. Владата што денеска знае? Знае само да го наголеми буџетот и да го троши буџетот. Имаме нула инвестиции, имаме нула работа. Пред 5 години ние го споредувавме со Анте Марковиќ, денес го споредуваме со Милошевиќ. Да, тука сакам да дојдем. Кога овие порази ги имаш и на пазар нудиш единствено она што го имаш, и он сега нема од овие реални понуди, он има националистичка понуда. Националистичката понуда најефтино проаѓа. Мисле дека овие млади шверци, овие млади комите беа топовско месо кој требаше да послужат за реализација на одреден концепт, а тоа да прикаже дека македонците и албанците имаат верски проблеми, дека тој нивни конфликт е всушност верски, а не национален конфликт, и дека всушност треба да биде решаван кој верски конфликт, нешто како крстоносните војни пред некои 10 века. Токму тука е опасноста, значи на оваа игра. Ви видовте дека и тие нивни така наречени сателити како Артем Груби сега више добија и отказ од работното место во амбасадата, значи они и своите сателити ги горат само за да ги постигнат тие цели. Овдека верски проблем никош не сме имале во Македонија. Ако го земе во предвид фактот дека Мендух Тачи и неговите сателити преку ног прекина да ги лиферуваат тие досија за Али Ахмети и неговите најблиски политички соработници, тогаш веројатно со право се поставува дилемата дали некој тоа му го сугерира на Мендух Тачи и дали е на повидок функционирање или формирање на одредена голема албанска коалиција која после следните евентуални предвремени парламентарни избори би коалицирала со една од македонските партии. Има уште еден детал кој сакам со вас да го изанализирам, а тоа е дека одеднаш ДПА престана да испарачува досиеја за луѓе од највисоката иерархија на ДУИ. Значи испарача Мама, Војко, Стрелец, Цибар и така натаму, одеднаш прекина да испарачат. Тоа мене ми укажува дека ДПА можеби се спрема за некаква малцинска подршка на влада во која ќе биде ДУИ. Тоа можеби остава простор за некоја широка влада која би можела да го наследи Никола Груевски. Бидејќи одеднаш како со нож е пресечена таа активност на ДПА. Тука се слагам. Ја барем по најавите и од аналитичари, и од представници на политички партии, не е исклучена можност албанските политички партии сите да можат да поддржат некоја евентуално нова влада. Значи не само и тоа се работи, и тоа се работи. Туку и други Имер Салмани. И имаме најава од гостиварскиот градоначалник да ќе формира партија. Он не беше исклучив кон идејата да може сите политички партии албански да бидат дел од една нова не некоја нова влада. Тоа значи дека некој сериозен партнер од позадина ги координира тие работи кај албанските партии? Па или ги координира или ги промовира. Ја попрво би рекол дека ги промовира као идеи и кога збориме за озбилни партнери, тука знаеме ние двајцата на кого се мисли, сигурно од прекуатлантските нели така малку подалеку преку океанот. Да. Сигурно Европската унија тука не е противник, тоа веќе е евидентно дека на тој концепт се работи. Па ја мислам реално дека се работи на тој концепт или барем на таа можност. Значи можност која би избалансирала некои нови и тоа го прави Груевски поприлично нервозен. Бидејќи последните неколку месеци Груевски е нервозен, оди на еден телевизија, значи груп упад на еден телевизија, значи дава одредени ветувања пред меѓународна заедница, ги повлака тие ветувања. Значи се
чувствува очигледната нервоза. Сака да оден избори, не може да оден избори. Значи тоа е веќе еден комплот на одредени фрустрации политички кои кај него се присутни веќе. Нервозата очигледна е очигледна. Значи одењето на медиуми е крајна мерка во било која, дури и во тоталитарните системи, одењето на медиуми било, сега не наврегувам ја дали се во право или не. Него одирањето на медиуми е последна мерка која било која власт би ја користа. Значи тоа е израз на нервоза. Интересен е фактот, почитувани гледачи, дека двете партии кои ги одбија изборите во декември минатата година, тој ВМРО, ДПМН и ДУИ, денес се најгласни обарање на нови предвремени избори и тука се постава клучното прашање: зошто на овие две партии им требаат брзи избори? Дали можеби одговорот лежи во фактот дека двете партии ги гледаат анкетите и се свесни дека секое пролонгирање на изборите ги носи кон еден тежок политички пораз? Никола Груевски толку пресо Скопје 2014. И всушност почетокот на намалување на неговиот рейтинг почна со Скопје 2014, црква, не црква, барок, не барок, кале, не кале и така натаму и така натаму. И неколку повеќе сметаме дека Груевски контролира ситуацијата и дека целата таа ситуација печели. Рейтинзите покажуваат сосем обратно дека во една година е безмалку преполовен неговиот рейтинг. Тоа значи дека македонската јавност прв пат чувствува дека можеби одредени духови на 2001 година повторно демнеат над Република Македонија и тоа ги прави доста немирни, доста вознемирени и едноставно смета дека таква политика треба да се стави крај во Република Македонија. Па видите, кога се ближат избори станува и паника и јас мислам дека сега се во паника и панично кога размислува човекот, значи емоционален. Емоционалноста може да произведе и разнепитувачки работи. Јас мислам дека овој пат многу емоционален, многу е забеган и јас мислам дека он сериозно мисли дека му расте рейтингот. И тука е проблемот. Он е заокружен со тие луѓе кои за неколку илјади евра ќе направат добра сондажа и он се храни со тоа. Он е одсечен од реалноста. Реалноста сега неќе да ја гледа. Он ја гледа само ВМРО и брои секој ден колку гласови има. Меѓутоа, овие панични реакции се познати во политиката. Мислим, скоро сите политичари проаѓаат низ тие фази. Оваа фаза негова е ризична затоа што во таа фаза он гледа многу светло, а уствари тука му е темнината. Интересен е фактот, почитувани гледачи, дека токму преку општина Чаир, токму преку структурите кои гравитираат околу општина Чаир, партијата на Али Ахмети ги координира и ги спроведува сите своји политички акции во последните неколку месеци. И добро, што бара Али Ахмети во една таква влада? Тогаш прашајте го Али Ахмети, најверојатно тој знае, а јас мислам дека и тој не знае што бара. Вие ќе знаете, господин Ахмети, ако во ваква влада ДУИ никако не може да ги артикулира своите позиции, а не може да ги артикулира. Тоа се повеќе и нас албанците не збунува. И не збунува и немаме објаснение. Уценет ли Али Ахмети? Јас лично немам логично објаснување. Некои велат две просрпски структури во Македонија се сега во владата. Видете, не сакам да влезам во такви предпоставки кои што барат голема аргументација. Јас знам, јас дури може да знам дека да речеме ВМРО од пробугарска партија стана чисто просрпска, но јас немам аргументи за тоа. Знаете што, тоа исто го зборат и за ДУИ. Се гледа раката, значи се гледа ракописот. Ако има таква рака, свано јас барам некој тоа да ми го докаже. Пре него на Калето го видовме, господине Мехмети. Видете, на Калето беше сценарио на ДУИ и на ВМРО ДПМН. Мал конфликт, мала тензиичка и едните и другите би го кренеле својот рейтинг и одеднаш излага целата работа од контрола. Значи не се ни добри режисери, значи ние полека сваќаме дека тие двајца лидери на едната и на другата партија веќе не се ни добри режисери. И тоа што можеби го замислиле да го направат, не знаат како да го реализират на терен. Знаете што? Јас и така го почнав овој говор. Има многу аргументи кои говорат дека во Македонија ништо не функционира сем концептот да се докаже дека цела Македонија е дива градба. Ние континуирано сме во некој конфликт како општество. Кога тоа ние како опозиција велиме дека нема диалог политички во Република Македонија, тоа демек ние сме сакале да се вратиме на власт и така натаму. Ама многу е битно кога
тој што му е во владеачката структура, во владата, кој ќе каже нема политички диалог и све излезе на површина, дека нема политички диалог во Република Македонија, па дури и меѓу коалиционите партнери. Мендух Тачи велеше нема политички диалог, па 2008 излезе од владата. Тито Петковски велеше нема политички диалог. Така, Стојанов велеше нема политички диалог. Тоа се искусни политичари, овие не се вчерашни политики. Или Тута Арифи вели нема политички диалог, односно политички диалог е сведен на тепачка на власта против власта, што не е досега видено во ниту една држава членка на Европска унија. И она што е интересно, за прв пат целата ова работа се лоцира кај владеачката партија и нивниот коалиционен партнер. За прв пат не се меша Бранко Црвенковски, Социјалдемократскиот сојуз, дека ние тоа ги организираме. Оти за се ние сме им криви. Беа 2 дена збунети мегафоните на Никола Груевски. Не знаеа кој правец да го фатат. Да, што ми е нешто надвор од контрола, тие не знаат да се снајде. И тоа апсолутно покажува дека тие се многу слаби политичари. Вие пред 2 години дававте на изјава кој што велевте лесно ме на Груевски, кога има многу пари, кога знае да троши многу пари да води одредени политики. Ќе го видам првиот ден кога ќе нема пари. Денес во буџетот на Република Македонија нема пари. Очигледно дека власта се сочува со една сериозна финансиска криза, сериозна политичка криза и брзањето за предвремени избори, кои треба да се случат некаде мај и јуни, и затварањето на еден телевизија, всушност покажува дека Никола Груевски е свесен дека сите избори после мај и јуни со еден телевизија во полна кондиција за него значат сигурен политички пораз. Така е. Груевски не издржа ни 6 месеци објективно информирање од страна на еден медиум, на А1 и неговиот систем со пишаните медиуми. Значи, тој беше навикнат сите него да го фалат. Само еден медиум кога се сврте, неговиот рейтинг значи почна да оди сериозно надолу. Тој веќе не може да се воздржи без да превземе репресивни мерки. Можете да замислите ако сите медиуми се однесуваат критички како што се однесува кон нас 2006 година. Јас ви гарантирам дека од рейтингот на Груевски пепел нема да остане за 3 месеци. Завчера имаше одредени инциденти во пописната комисија. Господинот Беџети, кој е потпредседател на пописната комисија, даде оставка или превремено го замрзна своето членство во таа комисија. Многумина смета дека тоа е всушност вовет во одредена операција на одложување на пописот, да не се одржи во април месец кога му е времето и кога го прават сите земји во нашето обкружение, туку да биде некаде крајот на летото, а тоа да остави доволно простор одредени избори да се случат некаде мај и јуни. Па видете, не знам ја од каде мене тоа ми е уведување, или тоа, онака како ги читам јас тие работи, јас сум убеден дека мај и јуни ќе имаме избори. И тоа од повеќе причини. Прва и единствена причина ќе ги имаме не оти опозицијата е во комплетен бойкот дека ги бара. Предвремени избори ќе имаме кога ВМРО и Амети ќе сакаат. А јас мислам свесни дека понатамошното владење ги урива систематски, ќе го искористат овој период кога ќе сметаат дека не се ептен на дно, дека може да извлечат нешто. Останете со нас и по рекламите, опросете крајот на нашата вечерашна емисија. Сите ние, почитувани гледачи, треба сме свесни дека во Македонија се раѓа една постконфликтна генерација, која тогаш беше некаде на 10 годишна возраст, сега се на некоја возраст од 20-25 години, полека стануваат креатори на јавното мислење и со целата таа фрустрирана генерација, целото македонско општество треба здраво да се зафати и полека да ги генерализираме во вистински правец. Збесено сум, меѓутоа тие деца кои се сега на 20 годишна возраст, 2001 година беа 10 годишни или 12 годишни деца. Тоа е таа една фрустрирана генерација или фрустрирани генерации кои се постконфликтни генерации. Гледате ни што поминува хрватското општество, ни што поминува српското општество, ние тепање кои лани се праве на фудбалските терени. Па и распадот на Југославија почна на фудбалските терени со таа утакмица Црвена звезда Динамо 90-91 година. Овде беа две навивачки групи во основата, во сршта на целиот проблем. Тоа се деца кои ги носат фрустрацијата од 2001 година. Не ни дозволија странците да ми скршиме кичмата на албанците, ги извади Јаков Мафта со бели знамена. Флоскули некои кои што постојано ги потенцира. И тие луѓе денес се дел од креаторите на јавното мислење. Се согласувам, затоа што токму тие 10-годишни деца сега се веќе оформени личности, тогаш и да имале 15 на години биле дел од некоја навечка група, денес се тие, значи на некој начин креатори на јавното мислење и модели на идентификација и имитација кај младите. И многу е лошо дел од нив се инволвирани во политиката и носители на важни политички функции. Вие ќе се потсетите и пред 2 години кога имавме политичари кои што преку социјална мрежа повикуваа на бунт и на насилство. Пазете, ако ви еден политичар мислите околу џамијата, околу црквата во центарот. Апсолутно така.
тие деца или дел од тие структури праве одредени инциденти тука во Нерези, после одредени фудбалски надпревари во вашата општина, влага по куќите на албанците, веле кај се шептарите да ги колиме, да ги тепаме, да ги бесиме така натаму и така натаму. И кога велат дека ковчегот се движи низ вода додека не најде на камен, кога најде на камен тоа ќе се искрши. Дали всушност сега е тој момент? Па, моето мислење е дека овој пораз нема лесно да го поднесе Груевски. Дека тој ќе бара начин да се реваншира, односно да го заташка, да се покаже повторно како тврд кон албанскиот фактор. Мислам дека ова е прашање политичко пар екселанс. Се отвори Пандорената кутија. Стравот се врати ке граѓаните. Така е. Дека може македонските граѓани, јас се сум убеден, ниту албанските граѓани не се подготвени повторно да се гине. Овие сценарија почитувани гледачи ги ме гледано и во Хрватска, и во Србија, и широм Балканот, кога навивачките групи се користат како погонско гориво за да се предизвика еден поширок национален конфликт. Знаете како почна во Србија целиот тој процес на Милошевиќ? Со откопување на моштите на цар или на кнез Лазар. Од Косово, шетање низ цела Србија и носење во Белград. Дете ја се прашувам... А што е доказ тоа? Дали ние не читаме, дали ние не гледаме, дали ние немаме историска меморија, да видиме што им се случувало на другите, па мораме да ги правиме истите тие грешки. Не ги учиме поуките на другите. И читаме и гледаме, бидејќи денеска мас медиумите знаеме кои колку се мокни. Значи не дека сме глуви и неми во тој поглед, можеби вулгарно вака се изразив, меѓутоа мислам дека не сме ги научиле поуките од нашето минато што не се случи 50 години, повторно пориваме нешто. Но и не сме ги научиле поривите од нам блиските да почнеме соседи, а да не говорам и за историјатот на одредени други држави. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов. Ние се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.